доктор од невромедика, еден од професорите кои што ги споменавме, ни доаѓа професор доктор Ангелко Ѓурчев, со кој што ќе зборуваме за хронично белодробните заболувања, односно што е она што треба да го знаат оние кои што веќе имаат хронично белодробно заболување во однос на овој период каде што имаме високи температури и каде што исклучиво треба да се почитуваат советите и препораките. Останете со нас наоколу. И сме во нашето студио, во нашата алфа ординација, како што и најавив, и за оние кои што можеби во моментов се вклучуваат и подоцна почнуваат да не следат, потсетувам дека и во овој втор дел ја обработуваме денешната тема. Времето не е малку намалено, но сепак ќе се обидеме да ги кажеме најважните работи во склоп на темата која што ја одбравме за денеска, која што е соодветна во овој летен период или период на високи температури, или може да кажеме екстремно високи температури кои што се најавуваат. И сега во првиот дел од емисијата зборувавме со доктор Емил Виновски, како и не се разбира за работата на болницата Невромедика, и јас споменав дека еден од професорите кои што работа таму, односно е консултант во болницата Невромедика, е почитуваниот професор доктор Ангелко Ѓурчев, интернист и пулмоалерголог. Така што во овој втор дел професоре, вие сте заедно со нас, ви постакувам добри дојде во нашето студио. Благодарам за вашата љубезна покана, како и секогаш со радост гостувам на вашата телевизија и во вашата емисија и се надевам дека тоа е во интерес на една комуникација меѓу пациентите и докторите. Заради остварување на основната цел, ние сме дале заклетва Хипократова дека исклучиво ќе им служиме на нашите пациенти. Така е. Ние тука во нашата емисија се обидуваме колку што е можно да одговориме на некои од прашањата на нашите гледачи и оние кои што редовно не следат. Вие и во минатото сте биле наш гостин и сме обработувале теми од вашата област, но денеска се одлучивме да зборуваме за хронично респираторните болести и нивниот третман со посебен акцент во летниот период, и тоа не случајно е така, бидејќи нели се наоѓаме во еден период од годината, во лето да, но со екстремно високи температури. А она што најдобро го чувствуваат, односно лошо го чувствуваат, но најдобро си го знаат на своја кожа, се оние пациенти кои што имаат хронично респираторни заболувања. Да, сега е еден период на едно во наводници затише на појава на акутни респираторни инфекции заради високите температури. Меѓутоа, кај хроничните болни од респираторни заболувања имаме друг проблем, а тоа е дека таквата температура не погодува на овие хронични заболувања и заради тоа што високата температура, особено оние кои што имаат коморбидитети, например висок притисок, па земат стандардната доза на антихипертензивен лек, а во лето заради високата температура имаме дилатација, вазодилатација, односно проширување на крвните садови, паѓање на притисокот, така што во тој поглед јас како интерниста, суспецијалист по пулмоалергологија, многу често во нашата практика сме имале такви случаи да имаме нагли хипотензии, синкопи, онесвестување, вртоглавици, затоа што во летниот период мојата сугестија е овие пациенти кои што покрај хроничните респираторни заболувања имаат и хипертензија или срцеви заболувања да внимаваат со примената на антихипертензивни лекови, затоа што тоа доведува до нагли хипотензии, да ја намала дозата. Тоа е главната сугестија, да ја намала дозата на лекот кој што го снижува крвниот притисок, заради тоа што во лето генерално крвниот притисок е понисок заради вазодилатацијата. Затоа одговор на сите предизвици во третманот на хроничните респираторни заболувања, особено во летниот период, е да не се прекинува хроничниот антиинфламаторен третман, кој што најчесто се применува при двете најчести респираторни хронични заболувања, како што е астмата и хроничната опструктивна белодробна болест. Она што многу пациенти го прават, и за среќа едукацијата и Македонскиот национален план и програм, кој што највеќе се ангажира во тој поглед и моето гостување во вашава емисија и во претходните емисии во таа насока, да пациентите се едуцираат доволно за да можат да одговорат на сите предизвици во сите годишни доба и во сите ситуации. Затоа едуциран пациент, постои таква синтагма, е половина излечен пациент. Сугестијата е значи да не се прекинуваат хроничните превентивни третмани при хроничните респираторни заболувања. Обично грешката, која што спомнав пред малку, ја прават тогаш кога
велат, па што професорот зборува, јас сум перфектен, супер сум, немам симптоми или многу сум подобар, па зашто да земам спреј, на пример, и така натаму. Меѓутоа, со прекинувањето на таа терапија, превентивна терапија која што спречува симптоми, нели, и болеста ја одржува на едно повисоко ниво, тие всушност доведуваат до нагло пропаѓање или паѓање на белодробната функција, до појава на симптоматологија, отежнато дишење, гушење, свирење во градите. И пак сме на почетокот, почнуваме повторно, наместо еден или два лека, со 5-6 лекови, за да тоа акутно влошување се купира и да се спречи неговиот понатамошен развој и да се доведе во еден еквилибриум, односно во една рамнотежа за болувањето, кој што кај некои пациенти кои што се дисциплинирани со години трае и тие немаат никаков проблеми, тие не одат често кај доктор, добро се едуцирани, знаат како да реагираат во одредени ситуации и редовно си ја земаат терапијата. Тоа е аналогно на хипертоничарите, на пример, ако престанат да земаат лекови против притисок, тие притисокот народски кажано отиде во ѓавола. Слично е и со дијабетот како хронична болест. Ако не земаат лекови за намалување на шеќерот, шеќерот отиде во ѓавола. Затоа е многу битно, значи, и тоа е филозофијата на лекувањето на хроничните обструктивни, особено белодробни заболување, секојдневно и во моите препораки, нели, тоа стои долу на мојот наод во завршниот коментар и покрај дијагнозата и терапијата, дека лековите треба да се земаат секојдневно без прекиди и при следната контрола да се носат сите пропишани лекови. Што тоа значи, преведено, и зашто е тоа корисно? Затоа што можеби, а тоа се случувало во минатото, на пациентите ми бил препишан некој лек кој што е во помала доза, не се одветна замена, нели, фармацевтите не се доктори, не се специјалисти, не се суспецијалисти, и затоа јас при следниот контролен преглед ја проверувам терапијата, дали е даден баш тој лек со тие својства, дали е дадена соодветната доза, дали пациентот ја земал редовно секојдневно, дали има прекини или нема прекини, нели, и дали ја спроведува добро инхалацијската техника, односно дали, кој што јас им велам често, инхалацијската техника треба да ја доведете до перфекција. Во овој период сигурно дека има специфичности, за тоа можеме понатаму да зборуваме. Така. Но она што го спомнавте, тоа е една добра предпазливост, веројатно тоа се должи на професионализмот и на искуството во однос на проверката на таблетите, односно терапијата која што дадена и од самите фармацевти, бидејќи неретко пациентите ги прашуваат и фармацевтите. Фармацевтите, да, некои фармацевти добро едуцирани ќе дадат добар совет, некои ќе мислат дека некој лек е соодветна замена или во случајот со болните од астма. Имаме спреови кои што се со моќност од 500 микрограма, имаме спреови од 250 микрограми, имаме спреови од 100 микрограми. И сега, ако нема во моментот фармацевтот од 500, ќе даде од 250. Тоа е веќе за половина субдозирање. Да, така е. Така што тоа ќе предизвикува понатамошни тешкоти, нели, во контролата на болеста, во појава на симптоматологија, во појава на несакани ефекти и така натаму. Така. Имаме гледаш веќе, можеме да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот, до вашата емисија. Благодариме. Јас сум пациент со астма. Се извинам, дали ме слушате? Да, ве слушам одлично. Повелете. Значи, јас сум пациент со астма и долги години користев фликсетид и вентолин. Ми сменија Фостер со години. Докторот знае дека многу тешко се наоѓа, не знам, сигурно знаат и сите. И на први го нема, и на трети, и на пети, и цел месец. Ми сменија до Респивакс, Пиромакс, и тој тешко се наоѓа. Респивакс рековте? До Респивакс, Пиромакс. Така. И тој тешко се наоѓа. Јас само сакам нешто да прашам. Јас го наоѓав Фостерот. Како? Така се наоѓавме некако. Сакам само да прашам. Во моментот немам ниту едно, ниту друго. Дали може фликсотиде имам од претходно, а не отворен, дали може да го заменам додека најдам овие денови? Едно убаво прашање, нели, кој заслужува внимание и елаборација и коментар. Она што сакав да ја прашам пациентка ако е на линија се уште, тоа е дали при примената на Фостер има симптоми? Не. Кашлица, свирење во гради? Немам. Моментално, пред 3 дена бев на пулмолог, значи на клиника,
99 ми е кислородот, значи немам свирење никакво. А FF1 колку ви е? Колку? Обструктивен параметар? FF1 колку ви е? Да ви кажам искрено, ми правя спирометрија и оксилометрија тоа и тоа на висока граница беше искрено. Значи, вие со фостерот имате задоволителна контрола, би рекле, нели, немате симптоми, што е услова за добра контрола или ние велиме 100% успешна контрола на болеста. Тоа значи да немате симптоми, број 1, број 2 да биде нормална белодробната функција, што очигледно е кај вас во ред, нели, и да наодот на аускултација, на слушање на белите дробови биде уреден. Значи, кај вас е постигната така наречена тотална контрола на болеста. И вие имате еден лек кој што е оптимален, ви помага во случајов и затоа треба да го имате. Значи, 2006 година сите овие превентивни лекови кои што овозможуваат една оптимална или тотална контрола на болеста, ги ставивме на позитивна листа. Зошто ги нема во последно време, последните 2 години, тоа ги прашате во Министерство за здравство и овие авторитети, нели? Зашто понапред ги имаше, а сега ги нема? Тоа не е прашање до мене, нели? Тоа е прашање до Фондот за здравство. И уште едно прашање, јас би се надоврзал на вашето прашање, зошто кога веќе сме се декларирале за компетиција, за надпревар, нема изедначување на јавното здравство со приватното здравство. Ако веќе се тркаме, ако веќе имаме капитализам, ако треба оние што се најдобри, највредни, кои што постигнуваат најдобри резултати, нели, не се стимулираат, тогаш барем зашто не се изедначи приватното и државното здравство? И затоа што тоа е во интерес на пациентите, за да може и приватното здравство да биде достапно до сите пациенти. И еве јас ќе ви кажем и мојот пример. Јас сум консултант по невромедика, професор со 47 години вкупно докторско, специјалистичко, професорско искуство. Мојот печат не се признава од Фондот за здравство. Зошто? Навистина не ми е јасно. Човек кој што направил некои револуционерни чекори во пулмологијата, првиот македонски национален консензус донесен, немаме смртен случај 30 години благодарение на таа програма од астма. Да. И сега мојот печат не важи, мора да оди на клиника кај моите асистенти до пред година-две, за да им ги пишат истите тие лекови. Мислам, во тој поглед еве еден апел да се најде на солуција за ова прашање, заради тоа што тоа е во интерес на пациентите. Значи, нема бирократизирање, нема чекање, нема одење од еден до друг доктор, па одење на клиника и така натаму. Па ги нема лековите во аптеките, или ги има или ги нема од 1 до 5. И тоа е навистина проблем за овие болни и за контролата на болест, затоа што влошувањата, екзасервациите на хроничните респираторни заболувања се навистина еден проблем, не само здравствен, не само хуман, не само социјален, него тој произведува многу повеќе трошоци, заради тоа што ако го нема превентивниот лек, ќе дојде до влошување и тога се потребни неколку лекови, дури и парентерална терапија или терапија во вид на инекции, што за 10 пати повеќе ја зголемува цената на лекувањето на овие болни. Што значи дека што е решението? Решението да ги има овие превентивни лекови кои што спречуваат влошување на астмата и зголемување на трошоците за лекување на овие болни. Имаме, професор, уште еден гледач кој што Ако пациентката е задоволна од ова одговор и она уште нешто рече, дали може фостерот да го замени со флексотид, бидејќи го нема фостерот, може да го замени, меѓутоа треба да ја дуплира дозата. Значи, бидејќи во фостерот има 2 лека, овде е само еден лек кој што е превентивен исто така што наместо 2 пати по 2 инхалации, например, може да земе 3 пати по 2. 6 инхалации, например, за да може да се штити во овој период доека него набави фостерот. Така, да го слушнеме следното прашање од Google гледачот се уште на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до докторот. Поздрав. Јас сакам на докторот да му поставам едно прашање, бидејќи он е искусен лекар. Бидејќи имам 2 внучиња, едното е 21 месец, едното 11. 2 месеца ги носиме на лекар
матичниот лекар не ни дава никакви лекарства. А децата настинати, кашлање, течење на носот, ништо не се дава. И децата стасаа до козла, сами ги однесуваме. Затоа прашувам, наредниот пат, кога ќе дојде до некоја настинка или да настинат, што да правам, што да преземам, јас сум разочарана како баба. Бидејќи порано се знаеше, ако настине, одиш на лекар, ти даваа лекарства. Сега не даваа. Го молам да ме насочи кај треба наредниот пат, не дај Боже, кој ќе се случи да се обратам за помош, да го носиме, да ги носам децата, кај да се обратам за лек. Добро, благодарам. Едно убаво прашање. Мојот одговор е едноставен. Ако го респектирате моето 47 годишно искуство како доктор и 25 години, 30 како професор или како шеф на оддел за овие заболувања, повелете во невромедика. Што се однесува до овие акутни влошувања, тоа е сигурно индивидуален пристап и начин на пристап во лекување на децата. Јас сум лекувал и деца, не со акутни и хронични респираторни заболувања, така што тоа не е проблем за мене. Меѓутоа, ако вас ви е проблем, тогаш повелете у невромедика. Меѓутоа, во секој случај треба да се јавите на педијатар, пошто се работи за мали деца, и кој што ќе пропише соодветна терапија. Сигурно дека тука треба да се додефинира диагнозата кај овие ваши внуци и деца, кои што, ако имат чести респираторни такви, во наводници, настинки, со свирење во гради, кашлица, течење на нос и така натаму, може би се работи за астма или за еден хроничен обструктивен бронхит или акутен бронхит, кој што исто така дава свирење во гради, кашлица и температура, така што може би најсоодветно решение е да се јавите на педијатар или во невромедика, сигурно дека вашиот проблем ќе бидеме во состојба да го решиме. Да. Иако, професор, зборуваме за хронични респираторни заболувања и она што треба да го акцентираме за летниот период во нивниот третман, сепак неизбежно е, се разбира, да ги споменеме и акутните респираторни инфекции, односно заболувања, кои што инфекции, поточно, од на кои што сме сите изложени, и вклучително и малите деца, кои имаат и повеќе веројатно се посклони кон тоа. Кој е начинот на, еве да речеме, превенција во однос на заштита од акутни респираторни инфекции, а понатака и се разбира третман? Да. Превенцијата е во стилот, начинот на живот кај најмалата популација. Тие сигурно дека треба да избегнуваат контакти со болни други деца, особено сега кога имавме епидемија на морбили, тоа се уште може би да се јави, иако во многу помал степен во летниот период. Понатаму исто така предолго изложување на ладно, например, децата понекогаш ако се на Јадрен, кој што е постуден од Грчкото море, тоа најчеста дестинација, па Охрид е малце поладен, па во тек на летото е добар, ако постојано седат во вода, и повремено не излезат надвор, тогаш тоа е еден услов за да таа ладна околина доведе до појава на инфекција, особено ако имате некој критичен носител или некој во фамилијата или некој во околината од блиската околина од децата, исто така се болни од најчесто вируси. Во летото имаме најчесто појава на вирусни инфекции. Да се надврзам на она што гледачката претходно го праша, може би докторот по таа ситуација оценил дека се работи за вирусна инфекција, дека тоа ќе помине и дека не е потребна антибиотска терапија. Меѓутоа, секако не можам да судам од оваа позиција без да се види пациентот. Има на запад една востановена пракса, меѓутоа кај пациенти кои што ги знаете со години, assessment by phone, процена преку телефон. Вие веќе ги знаете сите карактеристики на пациентот, со сите негови параметри, со сета претходна историја, и можете да сугерирате нешто по телефон. Во случајот тоа не е возможно, затоа што не ги знам пациентите, не го знам наводот на бели дробови, не ги знам иследувањето на леукоцити и крвна слика и така натаму. Така што во тој случај имаме една резерва во тој поглед. Може би се работи за вирусна инфекција која што си има своји карактеристични симптоми и докторот оцени дека не треба да дава терапија. Меѓутоа, ако таа температура продолжи
и ако детето има постојано и често се јавува фреквентно секоја недела, нели секој 2 недели и секој 10 дена такви симптоми, тогаш сигурно дека треба до дијагностицирање, како што реков претходно. Да. И сега во продолжение би кажале за пациентите со хронични респираторни заболувања, покрај тоа што го кажавме она важна информација за тие пациенти дека не треба да прекинуваат својата терапија, дека тоа што ни е препишано и така треба да го земаат како терапија. Сепак што друго би требало да знаат во текот на, да речеме, овој летен период? Ние знаеме дека деновиве покрај високите температури е изголемено нивото на влажноста во воздухот, кој што веројатно ја и докомплицира цела ситуација, а да не зборуваме па кога ќе го земеме превити загадувањето со кој што секојдневно се соочуваме во текот на целата година, како и оние совети кои што би требало да ги дадеме за нели места каде што имаме почист воздух, море, планина, кој како милува. Да. Сигурно дека тоа е исто така едно посебно прашање во третманот на хроничните респираторни заболувања. Дали се работи за астма или хронична обструктивна белодробна болест како две најчести хронични заболувања на респираторните патишта. Специфичностите кои што може да се сугерираат во оваа ситуација за ова кратко време кое што ни стои на располагање се следните. Например, имаме, јас и во една од своите книги тоа го пишувам, например, како еден болен од астма или од ХОП треба да се подготви за патување со авион, например. Еве една практична сугестија, нели, да со себе ги земат превентивните лекови кои што секојдневно ги земаат. Исто така треба во својот джеб да има секогаш еден олеснувач на симптомите, реливер, кој што веднаш ќе интервенира за си олесни симптомите. Иако гаранција за безбедно патување со авион е, како што реков претходно и 100 пати претходно сме нагласиле, дека треба секојдневно да ги зема без прекид своите превентивни секојдневни лекови. Во таа ситуација треба во својот джеб да има еден реливер, еден олеснувач на симптомите, како што е салбутамол или вентолин, популарно познат кај нас, кој што ќе го има во својот джеб, затоа што покрај емоциите, некои имаат повеќе емоции, повеќе страх, да не кажем, при патувањето со авион, нели, специфичните околности, многу луѓе на мал простор и така натаму. И сето тоа кај овие луѓе предизвикува една тескоба, емоции, па може да се јави стрес, астма, например, кај астматичарите. Во таа ситуација добро е да го имаат, нели, салбутамолот или вентолинот со себе и со една или две инхалации брзо ќе го разреши проблемот, затоа што тоа е лек кој што побрзо делува од една инекција, например, делува после една минута, максимален ефект има после 15-20 минути и проблемот го има решено во таква ситуација пациентот. Сигурно дека во таа ситуација, ако дојде до едно нагло влошување, една тешка акутна стрес астма, тогаш во авионите, нели, има овој кислород, може да се засили, нели, доторот на кислород кај овие пациенти, меѓутоа тоа се многу ретки ситуации и основен услов да имаат безбедно патување е земање редовно на превентивните лекови. Што се однесува до патувањето со воз, например, е исто така многу битно да овие пациенти ги земаат редовно своите лекови, да одберат едно купе кое што ќе биде чисто, нели, кој ќе биде добро чисто, да нема алергени таму. Исто така да не се наведуваат преку прозор, затоа што може до колината да имаме инхалација на овие инхалацијски алергени на кои што пациентот е алергичен и тоа да предизвика и акутни тегоби. Исто така кратко што би рекле за патувањето со автомобил. Исто така многу битно пациентот пред патувањето да се добро хидрира, да си земе течности со себе, да ги зема редовно превентивните лекови, да има салбутамол или вентолин со себе ако дојде во една арија или еден регион каде што има многу алергени, кој што тој е алергичен, значи да го има како помош вентолинот и при едно, да кажеме, не тешко, али средно влошување на болеста, што означува присуство на инкриминирани алергени во тоа подрачје, да самиот, така ние ги едуцираме нашите пациенти, да самиот си ја покачи дозата на превентивниот лек. Ако земам, например, 250, да покачи на 500 микрограма од инхалацијскиот лек. Значи, тоа е еден услов за едно безбедно патување со автомобил. Сигурно дека автомобилот
треба да биде чист, нели, да нема прашина внатре, нели, да биде добро подготвен за пат, и во таква ситуација сигурно дека овие пациенти безбедно ќе патуваат и летуваат. Меѓутоа, она што треба да се нагласи на нашиот регион, на Јадранското море и во Егејското море има доста планктони, има една трева која што се вика алтернарија, која е многу честа како алергени кои што може да предизвика акутно влошување на астмата. Затоа во такви ситуации, се извинувам, пациентите треба да го имаат тоа во предвид и да следниот пат или веднаш го заменат местото на летување таму кај што има многу алтернарија и да со сите овие мерки на предпазливост со примена на еден олеснувач како што е салбутамолот или вентолинот и да евентуално ако добија симптоми ги покачат дозите на овие секојдневни превентивни лекови. Да. Но ова се мерки на предпазливост кои што треба да ги знае секој пациент кој има хронична респираторно заболување, дали е тоа астма или хронична обструктивна болест, да. Или емфиземи или бронхиектази, исто така, значи и тие се хронични заболувања на респираторните патишта. Во секој случај може да има и хроничен синузит, исто така. Морето е благопријатно, нели, за овие кои што имаат дали риносинузити и астма, например, така што тоа е пожелно, меѓутоа да не седат со часови, нели, во ладната вода, која што исто така може да биде провокатор, нели, на симптомите. Така, но секој неприменување на оваа мерка на предпазливост може да доведе до одредена компликација или несакан ефект кој што самите пациенти може да го добијат дополнително на оно што веќе го имаат како состојба, се разбира. Јас се извинувам што за оваа дигресија, меѓутоа нашите пациенти во Нейромедика кои што доаѓаат секојдневно се задолжително едуцирани. Значи, ние посветуваме огромно внимание на тој дел. Значи, прегледот трае најмалку половина до 1 час, зависи од тоа дали е нов пациентот или е веќе едуциран. Така што пациентите ги добиваат сите одговори на сите нивни прашања, на сите нивни стравови, во поглед на пример на патувањето, на инхалацијската техника на лековите, што треба да земат при одмор, после одмор, што треба, например, да прават жените, едно прашање актуелно, оние кои што имаат менструација, оние кои што се во менопауза, исто така. Значи, во овие два случаја, симптомите може да се влошат, да се намали белодробна функција заради хормоналната бомба, да кажемо, на водници, која што се случува кај жените во менопауза, нели, и за време на менструацијата, така што во таква ситуација ние им сугерираме нашите пациенти во Нейромедика да ги покачат дозите на превентивните лекови или во таа ситуација, или ако е потребно, ако имаат потежок напад, да дојдат во Нейромедика и тоа брзо се купира. Исто така, например, еден практичен совет, едно прашање астма и секс, например. Исто така актуелно во светската астмологија, што треба да прават овие пациенти кои што треба да имаат хармоничен сексуален живот. Значи, во таква ситуација сигурно дека еден добар совет од еден искусен пулмоалерголог добро ќе им дојде на овие пациенти заради нивниот квалитет на живот, нели? Затоа тоа е наше секојдневни, особено кај младите, така што во таква ситуација тие треба да знаат дека оние кои што не се добро контролирани, оние кои што земаат редовно превентивните лекови немаат проблеми со тоа, меѓутоа оние кои што се нередовни, кои што прекинуваат повремено и така натаму, може да имаат тегоби заради еден ентитет на астма кој што се вика exercise-induced астма, астма предизвикана од напор, така што пред сексуалниот чин тие треба да земат салбутамол или вентолин за да немаат тегоби. Така што и тоа е исто така, можеби да кажеме прашање кое што е незгодно за некои астмолози да тоа го актуализираат, меѓутоа нашите пациенти тоа треба да го знаат, затоа што тоа е нивни живот, нивни квалитет на живот и така натаму. Или едно друго прашање, например, астма и вакцинација. Дали астматичарите треба да се вакцинираат? Нели, сигурно дека треба да се вакцинираат, затоа што тоа е услов за да нема чести екзацербации на нивната болест, за да бидат заштитени од одредени болести, да земаат бронховаксом, например,
кој што е, например, една вакцина во вид на капсули и која што штити од 8 најчести предизвикувачи на респираторни инфекции. И сите тие, значи, мерки се во правец на тоа да пациентите имаат квалитетен живот, добра контрола на болеста и докторот не смее да нема одговор на сите поставени прашања од пациентот, затоа што на тој начин се стекнува доверба, се развија тој партнершип што на запад вела, значи тоа соработка, нели, меѓу пациентот и докторот и таа доверба. Така што во ваква ситуација има и други прашања, например, астма и кашлица. Кашлицата како симптом има еден ентитет на астма кој што се вика cough related астма. Астма, значи, каде што единствен симптом е кашлицата. И многу често се применуваат разни други тераписки модалитети, лекови, непотребни испитувања, а не се препознава една таква астма каде што има специфична диагностика и терапија и многу едноставно се лекува. Тука во смисол на овој ентитет астма и кашлица треба да се мисли и на примената на одредени антихипертензивни или лекови против притисок кои што може да предизвикаат кашлица како што се АЦ инхибиторите. Така што во тој поглед, ако нема други причини за појава на кашлица кај овие пациенти или кај други пациенти исто така, треба да се мисли на овој ентитет на астма. Има и други, нели, коморбидитети, кој што е, например, астма и улкус. Понапред не се даваа кортикостероиди при еден улкус, а имате тешка астма, имате 20% белодробна функција и во таква ситуација не контраиндицирани се кортикостероидите. Баш напротив, значи, одговор на ова прашање одамно во светската литература е разрешен заради тоа што примената на овие лекови не е контраиндицирана, нели, пациентите се заштитуваат 3 до 4 дена со H2 антагонисти пред да примат кортикостероиди, дури и орални, и парентерални, и исто така после тоа се сведуваат на една секојдневна примена на инхалацијски лекови во одредена доза кои што ќе овозможат една тотална контрола на астмата, што е еден тераписки идеал при овие болни. Така, како што кажавме и на почетокот, важна е едукацијата и информираноста на пациентите пред се, бидејќи токму тоа е клучот за понатамошно, или како што рековте вие, едуциран пациент е половина излечен пациент, или во случајов едуциран пациент ја држи состојбата под контрола, за да може да има едно нормално секојдневно функционирање и непопречување во секојдневните активности. Така е, да. Благодарам, професоре, што бевте денеска мој гостин, ми беше задоволство, иако пократко од вообичаеното, сепак тоа ќе значи еден причина плюс за наша побрза следна средба во Алфа-ординација. Ви благодарам за љубезната покана и поздрав на сите гледачи на Алфа телевизија. Имате пријатен ден и јас тука ги поздравувам нашите гледачи и оние кои што секојдневно се со нас. Ви благодарам за денешното ваше внимание и еве за оние кои што можеби се во оваа категорија на пациенти, ова беа добродојдени совети, особено во летниот период како што споменавме, а бидејќи и температурите се високи, екстремно високи, ги чувствуваме сите, тогаш треба да ги слушнеме и да ги практикуваме и општите препораки во летниот период. Така што верувам дека веќе ги применувате се со цел едно олеснување или полесно функционирање во текот на денот. Останете со програмата на Алфа, имајте убав ден и се гледаме повторно утре во нашето следно издание, односно во 10 часот на фреквенција на Алфа. Довидување.